Случајот за смртта на вашиот син и ден денес после 4 години остана мистерија. Тој почина на 17 август во градската болница Свети Наум Охридски, откако се пожала на болки во стомакот и беше чуван таму скоро речиси целиот ден. Тешко е да зборам. 4 години помина. Тешко е да се живее без дете, ама и со еден куп лажни документи. Значи 4 години ја немам уште одговор. Од што беше болно детето, од што го примија, што го лекува, од што го оперира, од што почина. И зошто не направија обдукција, и зошто никој не ни одговори. Немаме никаков одговор. Све овие документи, све е фалсификувано. После 3,5 месеци зедовја отпусно писмо од градска болница. Тој почина на операција, само да појасниме на операција. Да, истиот ден. Каде што тврда дека прснала аорта, а беше чуван од... Од сабалината станал од спиење, значи не можел да се измокри, имал болки во стомакот, со несвестил, го однесваме у градска болница. И таму е примен со диагноза, кажано ни беше камчена бишика, еве овде убаво се пишува, значи камчена бишика. Примено е со камчена бишика, стајано е катетар, измокрено е 50 мили, се е останатото уред, освен крв во мокрачата. Значи и ехо, и срце, и плуќа, и сите документи, значи се што е направено, и крвна слика, се е било уред, освен камчена бишика што е на ден. Во текот на денот, значи само примал кетонал, спазмекс и инфузија. Добро, после тоа го чека, немаше васкуларен хирург, така? Па најверојатно е зашто детето цел ден лежало на урологија, а вика вината не е во урологија, бараја на васкуларно. На васкуларно детето не ни лежело, не ни имало доктор, значи од на васкуларно доктор дојде у 7:30. Со манту на рака, вечерта ние беме пред врата, еве го докторот дојде и започна интервенција. Во 7:30. Зашто немало? Значи тоа директорката, болницата, министерот за здравство, они најубаво знаат зашто на таа зошто детето цел ден било чувано, не ни го дадоа да го носиме на друго место. Значи јас го барав. Дајте ми го детето, ќе го носам во друга болница, зашто тука цел ден не преземате ништо. Мене ми беше кажано, ако треба да се оперира, тука ќе се оперира. Ако треба да се оперира, тука ќе биде оперирано. И цел ден го чува, а зашто го чува, они знаат. И со све тоа Владко почина во текот на оперативниот зафат. Да. 11:05, тука пише 11:05, за цело време ние беме присутни таму. Дава крв. Не викна горе, мислиме завршена операција, не викна мене да ми мерат притисок, да ми прават ЕХГ. И ми стави инекција, потом ми соопштија дека вашиот син искрвари на прицелна маса. Значи не беше човечно прво мене да ме боцка и да ми мерат притисок и да ми прават ЕХГ. И после да ми соопштат дека искрварил на прицелна маса и дека не е констатирано што настанала смртна. И плачи мајка се 9-2 сата, тука ќе биде татко после 2 сата, не рекоа судска медицина, МВР, мора детето да иде на обдукција, не е констатирано што настанала смртна. Но сега околу тие документи е целата работа. Телото на вашиот син не отиде на обдукција. Да. Било чувано у градска болница, у некој соопче доле во некој си подрум, а зашто и како? 15 часа. 15,5 часа, значи од 17.8 до 18.8 до 14.30 кога го имаме земено, зашто бидејќи цел ден ние телото го бара по патофизија горе, каде обнесена обдукција, што некој човек од таму се јавува, вика ба вас дето ви у градска болница вратено, одете таму, одат се подпишуваат, тога и маш ми не е бил свесен, возил под седетиви, погрешна насока, се качуваат горе, се подпишуваат со сватот, за да го подигна телото, не им е било објаснено. А тука е подпишано, значи, не е на 17.8. Ова е фалсификувано, ова е подпишано на 18.8, кога е подигнато телото. Телото е чувано 15,5 сата во градска болница на 40 степена. Значи, колку што беа ажурни, дека го лекуваат дента, толку се погрижи за мртвото тело. Немаше капели. Немаше каде. Зашто мртвото тело подрум го чува 15,5 сати? За да си ги фалсификуваат документите и да си ги покријат грешките. Тука посочувате на едно место дека вашиот сват е подпишан, а тој воопшто не бил во државата. Тој не бил во државата. Значи на 17.8, кај што стои дека се подпишал лицето Гоце Богдановски татко, значи он е татко на снаата.
Дедо, значи он не е семејство. Јас бев присутна кога почина детето на 17, ако требаше да се потпишам како мајка, кај мајчинството. Зошто нас не ни дадоа вечерта да потпишеме ако требаше нешто? Зошто тоа се чекаше други ден на 18 во 14:30. Еве го пасушот на Гоце Богдановски. Гоце Богдановски, еве го печатот на 17.8. Значи он не бил во државава. Значи он бил во Шведска, а се потпишал во Македонија на 17.8. Ова е невистинито, ова е жива лага. Значи, детето беше цел ден, не беше хитен случај, оперирано у 7:30 на 17.8, 19:30 поправо, вечерта. И починало на 17.8 во 11:05 констатирале смрт. А овде, на оперативниот лист, значи дата, време и час, вика 14.10.2014 во 9 часот 9 минути 49 секунди. Па јас се прашам како можеше мртвото тело после 2 месеца од смртта да го оперира? Како? Овде, значи, некој е надлежен што го потпишал ова, што турил печат на болницата, а има и дата кога е печатено. Не е никаква печатна грешка. Значи, ова е само фалсификувано и штемувано. Имам крвни слики во момент од 2 секунди по 2-3 крвни слики вадени. Значи, брачна состојба нема, детето 3 години не може да го, 3 месеца не може да го одјавам во МВР. Значи, не е една грешка, не може се да е изгрешено. Барање до министерот за здравство поднесов да ми одговори што се случи. Поранешниот тој министер за здравство Тодоров ми одговара, значи по моето барање, по моето бројче, он формирал комисија на 6.10.2013 година, дена пред смртта. А јас сум го поднела ова барање на 1 септември 2014. И он вика по вашето барање, значи убаво по вашето барање, вика од тоа бројче на барањето, вика формирана комисија на 6.10.2013 година и одговорено дека моето дете е лекувано секако што треба во писмена форма и дадени се, вика, 20 единици крв. Убаво пише, 20 единици крв. Па јас се прашам како можеш за 2 сата за време операција да му дадат 20 единици крв, со шмрк да му става, со црево во уста, вол да беше, па не можеше да му дадат 20 единици крв. Како друго, значи, мојот син нема требувано за него 20 единици крв. Значи, има 5-6 единици плазма крв, значи, во требувањето, од цела документација што сум взела од градска болница. Како второ, значи, камчена бишика, па не рекоа дека е циста некоја уринарна, па дека цело време има тумор детето, дека е малигно, дека е метастазирано, дека како живеело 2 години, а он и последниот ден беше на работа. И играше, и јадеше, и пиеше, и одеше, и немаше, значи, никогаш никакви болки. Од тоа, 2,5 месеца го чувал докторот што го испратил, да не го именувам, го испратил оперативниот зафат и добил одговор на 1 септември, го испратил на 19, пише овде него. Тој доктор што го пратил, го испратил на 19.8 и добил одговор на 9.10. И го чувал фиока, не ми го дава, значи сама јас отидов, падна во градска болница, скрши враката, тога на прошлото снимање. Го земав документот, таму ми примија со препис, извадено, вика, само масно ткиво со свежи траги на крв и свежи тромби. Значи, нити камче е најдено, нити тумор е најдено, а после понатака констатирана некоја си таму ануризма. Значи, јас не верувам ништо. Ова се е фалсификувано. Ако е и ова негово. Според законската регулатива, тело што ќе почине во болница под чудни околности или неразјасната смрт, задолжително оди на обдукција. Добро, правдата се обидувате да ја добиете на суд цели 4 години. Случајот е заглавен во обвинителство. Да. Уште овде има едно ЕХГ на возраст на човек од 40 година, име и презиме него. Значи не може да е грешка во сите документи, јас ќе седнам и да ги читам сегде датите и све да е, значи све е комплетно онадено. Јавно обвинителство, значи 4 години, јас сум се на јавно обвинителство. Тргни, застани, талка му у место. Последниот пат, значи одбиено, вратено приватна кривична тужба, како прво тужбата во рок од месец дена ме одбија, зашто приватни кривични тужби судот по предмети не работи. Поднесов жалба, од жалбата не ми дадо одговор дали мојата жалба ја усвоја или не. Го повика маш ми на јавно обвинителство, значи пред година дена. Значи маш ми го викна, има писмо, која обвинителка го викнала, даде исказ таму
И се, од тога и навака, значи ни мене ме повика, нити го повика повторно маш ми, нити тие други луѓе што биле присутни дента со него во болницата и понатака. Значи, имам тука, знам и која е обвинителка, не сакам да именувам година дена. Јас не знам она за колку време треба да го заврши случајот, но година дена она го можам едноставно ја да си мислам дека она го чува у фиок. Значи немам никако известување ни до каде е, ни што е, ни мене да ме викне за исказ, нити да викне сопругата. Значи како што вам пишува дека Владко нема брачна состојба, да, он има брачна состојба. 7 години беше у брак и има 3 малолетни деца. Исто и сопругата е била цел ден со него, он е очевидец на цел настан и чичко му и наведени ми се во самата тужба кои биле присутни и неговата здравствена книжка, дали он некојаш бил болен или не бил, и неговиот здравствен картон таму постои за 25 години, дали моето дете беше болно, нешто боледуваше или не. Никој не е повикан од вас, освен вашиот сопруг? Освен мојот сопруг. И за ништо не сте известни? За ништо не сум известена, нито од судот, нито од јавно обвинителство, освен мојот маж беше викнат во својство на сведок. И има дадено таму исказ за се, и година дена, еве до 28 април година дена, не знаеме сега, повторно јавно обвинителство. Значи повторно 4 години талкаме уместо. Што барате од обвинителство и дали барате од министерот за здравство да го обнови случајот, да го преиспита? Од јавно обвинителство година дена да ме викнат и мене. И мене да ме слуша како, значи јас сум тужителот и ја тужам, маш ми го вика како сведок. И ја да кажам како мајка што мене ме боли душата, ја бев присутна вечерта и зошто не е направена обдукција, ако требаше се потпишам, јас да се потпишам, а не сватот, он е дедо, значи он не е член на семејството, не е тоа негова работа, и да ги покажам овие документи све, како може ова све да ми некој одговори, како е све грешно. И име, и дата, и операција, и оперативен лист, и сите овие документи јас да ги читам и да ги наоѓам грешките. И да ми одговори јавно обвинителство сите документи, значи јас забележам дека од 4,5 се нека се правда дека преземале, од 4:30 до 7:30 што правеле. Значи немам документ дека нешто преземале, давале. Седеле, пиеле кафе, седеле крстраци, чекале здравјето да падне од небо, што преземале? Само го ставиле на интензивна нега, на васкуларно, тога го префрле од урологија. А зашто го чувале цел ден урологија, ако случајот не бил за урологија? Зашто васкуларно немале доктор? Го префрле и у 7,5 дое докторот. Па на кого ќе мачка очи? Мене ми изгореле. Уште колку мајки за 4 години плачат како мене, они истата диагноза ја прават на сите. Јас сум свесна дека мене нема дето никој да ми го врати. Ама правдата сакам да искочи на видело, да не страда и други мајки како мене, да си ја врши секој правилно работата. Значи сегде правдата да победи. И јас ништо нема да добијам од ова. А сегашниот министер, ако слушне или ако гледа, го молам, ако треба, по истото бара и на истото бројче, нека ме повика, нека ме одговори, ако треба ќе подадам друго. И цела документација нека преиспита да види како работат докторите во градска болница. Не може да зборам повеќе, значи немам сила.